بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Во почеток захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала, салаватот, селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. И денеска продолжуваме таму каде што застанавме претходниот пат. Како што знаеме, станува збор за битка на Бедар и слушувањата во неа. Застанавме до момент кога пегамбер алейхи селам зеде беа од мухаџири од ансарија, дека ќе бидат послушни на наредбата на пегамбер алейхи селам, дека тие се со наредбата на пегамбер алейхи селам. Ако бидат војна, уште не знаеа дали ќе бидат војна. Како кажавме, Саад ибн Муад ради Аллаху анху кажа што имаше да каже во врска со ансар, кажа мухаџири што има да каже од нивно, и пегамбер алейхи селам после ова што го слушна од ними, реши да почне да ја спремви ова група за таа судбоносен момент, за таа судбоносна битка. Битка помеѓу куфар и иман, како кажавме. Во овај момент, односно во ова цело, се вели дека битка на Бедар почне. Пегамбер алейхи селам излезе од Медина 6 или 7 ден на Рамазан. 6 или 7 ден на Рамазан. Негдека имате 8, али поточно дека 7. Излезе. Битката се одви на 17 ден од Рамазан. 17 ден од Рамазан, ден 5 од џума. Во ова патување, Аллах Джелешану му го објави сура Енфал на пегамбер алейхи селам. После овај моментот кога се одлучија сахаби дека ќе бидат послушни на пегамбер алейхи селам, Аллах Джелешану му пушти ајет на пегамбер алейхи селам и на сахаби во кој ги израдува Аллах Джелешану на пегамбер алейхи селам и на сахаби, веќе Аллах Джелешану: "Ва из яидукум Аллаху ихда таифатайни аннаха лакум." И Аллах Джелешану ви вети на вас дека една од тие две групи ќе биде за вас. Ќе ви дајте Аллах на вас. Кои се тие две групи? Ебу Суфјан со караван, 1000 камили, ова група, или група на Ебу Џехел, ова група која беше за рат, за војна. Една од овие Аллах му е вети на пегамбер алейхи селам и не сахаби. Продолжи тајато подолго, веќе Аллах Джелешану и вие сакате таа што нема сила да ја земате. Да ви падне таа на вас, караванов, да не ви падне биткава. Пегамбер алейхи селам со сахаби се упати во место каде требаше да се одвие ова битка. Во еден ривајат се вели се качи малку погоре од мејданот каде ќе се одвија ова битка. Пренесли Абдулла ибн Месуд, вели: дојде пегамбер алейхи селам, не собра на нас и ни рече: во ова место ќе паднит Ебу Џехел. Овде ќе видите негово тело. Овде ќе паднит Утбе ибн Рабија, овде ќе паднит Шејбе, овде ќе паднит Валид ибн Утбе ибн Рабија. Му ги изброја сите 70 или 71 што падна од куфар, каде кој ќе падне. Каде ќе биде негово престојувалиште. Ова вели на сахаби му се зголеми нивни иман. Му дојде радост на вест од пегамбер алейхи селам, дека овдека ќе падне тој куфар. Пегамбер алейхи селам во ова време не знаеше каде се Курејш, колку се Курејш. Ова е едно суннетуллах, дека ова беше харб, војна. Ова војна, како вели пегамбер алейхи селам, дозволено да се лажи во војна, дозволено е финта во војна, дозволено ова. Немаше овде знаење пегамбер алейхи селам од страна на Аллах Джелешану за Курејш, колку се и каде се. Пегамбер алейхи селам ги стационира на негова војска на сахаби и излезе тој и Ебу Бекер.
Извидница. Каде излезе, како кажавме, каде имат бунари. Ова Бедар, како кажавме, беше наречено по човек, негово име беше Бедар, од едно племе Гифари. Тој ископа еден бунар во ова место и се ископа и повеќе бунар, али првиот човек беше што го ископа ова со име Бедар. И така се нарече ова место. Пегаме сам излезе до еден бунар, сретна еден стар араб, стар човек. Го праша за негов хал, за негова ситуација и му рече дали си слушнал нешто за Мухаммед и за негова група. Кој прашува пегаме сам? Дали си слушнал за Мухаммед нешто и за негова група? Рече мен ентума, кој сте вие двајца? Рече прво ти кажи ни на нас за ова, после ние ќе ти кажеме кој сме. Добро рече. Рече мене ме обавести, кој ме обавести? Ми даде до знаење еден човек, дека Мухаммед со негова група излегол од Медина филан ден овај. Ако е точен Хабаров, вества што ми ја кажа, тој треба да биде со негова војска во ова место. Вели пегамбер сам точно погоди. А вели, го прашуваме за Курейш. Рече, ми даде мене еден човек, Хабар, вест, дека Ебу Джехел со негова војска излезе филан ден од Мекка. Ако е точна вества што ми ја даде, треба да биде точно во ова место. Пегамбер алейхиселам знаеше од прилика ако е точно ова вест, каде се наоѓа Ебу Джехел со негова војска. Пегамбер алейхиселам уште една ствар, уште една нешто му фалеше. Не знаеше колку се Курейш. Не знаеше во колкава група. Пегамбер алейхиселам почна да прави намаз. Сахаби фатија две млади деца од Курейш кои ги пуштиле да полнат вода од бунар. Ги донесоа до пегамбер алейхиселам правеше намаз. Тие во друга страна ги испрашуваа, кој сте вие? Тие му рекоа, ние сме од Курейш, од војската на Ебу Джехел. И тие му дадве шамар. Не сакаа да служнат. Се вели во тефсир, што била целба, зашто ги мавале. Не сакале да служне за Ебу Джехел или за група во ова, дека треба да се судрат со неа. Тие сакале да речат, ние сме од караванот на Ебу Суфјан. Демек близу караванот, иште се надеве дека ќе го земат караванот. Неколку пати ги удрија, тие му рекоа Ебу Джехел и на крај му рекоа ние сме од Ебу Суфјан. Чим сакате така? А не од Ебу Суфјан. Пегамбер сам заврши со намаз и му рече оставете ги. Кога ви зборуваа вистина, вие ги тепавте. Кога ви кажа лага, вие ги оставивте. Тие се од Курейш. Пегамбер сам му рече кој е начело на Курейш? Кои се излезени од големците од Мекка? Ебу Джехел, Утбе ибн Рабија, Шейбе ибн Рабија, ги наброа сите големци. Му рече пегамбер сам на сахаби, ви се собрае најголемите големци од Мекка против вас. Рече колку луѓе се? Рече момчево не знаеме. Не знаеме број. Добро, пегамбер сам друга тактика. Колку во денот колет камили? Му рекоа еден ден 9, еден ден 10. Рече ви дојде Курейш со војска од 900 до 1000 луѓе. И точно беа 1000 луѓе. Една камила девее 100 луѓе. Некако гледаш ти во интернет денеска таму тие седнале во една софра, четворица околу неа. Ја ние мислиш дека ќе излезе тоа. Не бе, ќе касне вака ќе го фрле во џубрето. 500-600 кила месо. Тоа во интернет што гледаш таа со ореш што го правеле таа, некој велиме некоја свадба, 5 луѓе околу една камила. Тоа све за џубре. Пегамбер сам му кажа на сахаби дека се дојдени со 1000 луѓе, дека се спремни најголемите големци од Мекка, се дојдени ке вас. Дојде Сад ибн Муаз ради Аллаху ан ке пегамбер сам. Мореше ја Расулуллах. Дали ова, ја имам еден рај, едно мислење, да направиме за тебе еден шатор. Да направиме еден команден центар. Да бидиш ти таму, Во еден ривајат се вели, ја Расулуллах, во Медина имаме луѓе што и тие те сакат колку и ние те сакат. Ама тие не знаат дека ќе има војна. Ако се деси некој пропаст тука на нас, ти да земаш двајца од наши најдобри, најмлади, да земате најдобри камили и да се упатиш таму, тие ќе те штитат на тебе, ако ние се загиниме. Види, повторно се секира за пегамбер сам. И реше ти од овој команден центар да контролираш ситуација во битка. Реше добро мислење. Дојде уште еден сахаб ке пегамбер алейхиселам. Хубаб ибн Мунзир. Хубаб ибн Мунзир му рече Расулуллах. Дали ова место во што го одбра е наредба од Аллах или е твое мислење за битка?
ова къде што сме стационирани. Рече, ова моје мислење, начин на војување. Рече, ја Расулулlah, мислам дека ова не добро, а мислам дека имам подобро мислење. Рече, кажи. Рече, ја Расулулlah, што велиш да одиме, имаше, тие бе застанати сахаби во една линија, пред ним имаше уште еден бунар со вода. Рече, да одиме после овај, сиве бунари да видат позади нас со вода. Овие кога дојдат куриши да неме ни еден бунар ке ним. Да ги запретаме сиве подалечни бунари, да ги наполниме со камен, да немет вода, да направиме еден базен, дека само за нас вода. Ова рече најдобро мислење. Се префрлија сахаби така. Да го ослабиш непријател на овај начин малку. Да го ослабиш вака малку со средства. Да го ослабиш малку со дујне. Пегамбар сам во битка на Бену Курейда пред теа нареди 2000 урми да се пречат. Да се исече 2000 урми за да ослаби финансиски Бену Курейда. Зашто ова беше главно средство каде тие црпеа пари. Друго, се пренесли дека Thumamete ибни Ethal, овај беше еден од големците на Јемаме. Јемаме беше племе или место од кое произведуваше пченица, со која се снабдуваа Курейш. Овај кога прима ислам, Thumamete ибни Ethal, кога прима ислам, отиде во Мека да прави таваф. Правеше таваф, умра. Дојде Курейш и рече, кој си ти? Значи, дали прима ислам? Да, рече. Почна да го нападват на него, сака да го удират, рече, слушај, од денеска вие немате едно зрно на пченица да добиете. Зрно на пченица немате да добиете. Се дека не дозволи пегамбар алейхиссалам. Го оставија и се зврати. Овој чека, ви сте не му дава пченица. Пуштија делегација ке пегамбар алейхиссалам, му рече, ја Мухаммед, ги убивте нашите татковци со мачој во Бедр, во после Бедр. И ќе ги убиете нашите млади од глад. Речи му на овај Thumame нека пуште пченица ке нас. Од племе во Јемам. Пегамбар алейхиссалам му дозволи, рече пуштете му пченица. Така и во ова битка пегамбар алейхиссалам направи со ова вода. Вечерта кога ноќ пред битката да се деси, пегамбар алейхиссалам во шатор, во негов шатор беше Ебу Бекр радијаллаху анху. Надвор чуваше стража Саъд ибн Муаз радијаллаху анху. Така ги обзеде еден длабок сон на сахаби. Пред битка, замисли утре битка, така Аллах му даде еден длабок сон на нив. Че гледаме после имате опишано во курански ајет. Длабок сон. А пегамбер алейхиссалам ова вечер цела вечер правеше дуа ке Аллах беше. Цела вечер. Вели Ебу Бекр радијаллаху анху. Толку правеше дуа, ги креваше растите силно, што негов огартач, негова џубе падвеше од негови рамени, си ја му го ставав повторно. И му велев, ја Расулуллах, доста е. Ја Расулуллах, Аллах нема да те остави на цедило тебе. Нема да те остави на цедило. Правеше долго дуа пегамбер алейхиссалам. И во таа ноќ направи ја Аллах дуа. Ја Аллах, ако утре изгуби оваа група на луѓе, нема кој да те обожава во земја тебе. Се вели пред сабот пегамбер алейхиссалам здремна. Го фати една здремка. Се разбуди на брзина и му рече на Ебу Бекр радијаллаху анху. Џаъака насруллах. Ти дојде помошта на Аллах. Ти дојде помошта на Аллах, Ебу Бекр. Односно ни дојде на сите. Види, ова е фраза, ти дојде помошта, тебе, мене, на сите. Со таква мана има во арапски јазик кој денеска го неме тој арапи денеска. Односно ние треба да го имаме ова нешто. Што е тоа, види? Во време на Ебу Бекир дојде еден човек со писмо ке Ебу Бекир. Тоа беше халифа. Реше дај ми од Бейтул Мал за муеллефетил кулуб, за придобивање на срца. Ова му го даваше пегамбер алейхиссалам од Бейтул Мал на куфар за придобивање на срца. Да се придобие срца да примат ислам. Му реше одај види прашај го на Омер. Прашај го на Омер. Дојде ке Омер, му реше што Ебу Бекир ме прати ке тебе да ми дозволиш да ми дај од Бейтул Мал за придобивање на срца, тој дел што е таму. Рече, слушај, во време на пегамбер алейхиссалам ние бевме слаби, ислам беше слаб. Сега е јак, ние немаме потреба од тебе, ти имаш потреба од нас. Нема да ти дајме. Ама Ебу Бекир рече, дека тој од него се сложи. Слушај, мамо, Ебу Бекир е ја, а јас сум Ебу Бекир. Вака во буквален превод на македонски. Тој е ја, јас сум тој. Ако
Ако речам ја не, и тој мора да рече не. Халас. Види друга мана за ова зборче. Ебу Бекир ради он пренеси кога прави хиџра пегамбар алейхиссалам Ебу Бекир. Дојде до едно племе, пиеше пегамбар алейхиссалам, вели се пренеси сахи предание, пиеше пегамбар алейхиссалам млеко од еден сам. Пиеше додека се заситив. Не се засити, додека се заситив. Други ривајат, пиеше, али додека се нахранав, не додека се нахрана тој. Како едно тело. Вака се чувствува сахабе. Како едно тело. Пегамбар алейхиссалам се разбуди и му рече: "Џаъака насруллах." Ти дојде Аллаховата помош. Рече го сонве во сон како Аллах Желешану, утре ќе ни го прати на Џибрил алейхиссалам на една страна со 500 мелаики. 500 мелеки Џибрил алейхиссалам. На друга страна од група наша ќе биде мелек Микаил со 500 мелаики. По 500 мелаики. Ќе пушти Аллах Желешану. Други ден. Вели Аллах Желешану го пише тоа. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. И кога баравте вие неизбежна помош од Аллах Желешану, кога баравте помош, и Аллах Желешану и ви се озви на вас и ви кажа: "Ќе ве помогнам на вас со 1000 мелеки." Ќе ве помогнам на вас со 1000 мелеки што ќе слегнат еден од на други, еден други, ќе биде како сафови од сема што ќе слегнат во дујна. Вели муфесири, зошто 1000 мелеки? 1000 бе Курејши. Дали има потреба на 1000 мелеки? Џибрил алейхиссалам кога го казна, Џибрил алейхиссалам му нареди Аллах Желешану на народот на Лут. Тој да ја направи казна. 600 крила Џибрил алейхиссалам, со едно крило го зеде ова цело негово население. Се вели од 5 големи места, 5 големи градови или село. Го зеде ова и го сврти обратно, како дошло оваа. Го крена Аллах во сема и го мавна одзеби ова се. Народот на Лут алейхиссалам. Дали има потреба од ова? Не, али го продолжи двајето дали за да ви се свире срцата на вас, да сте раха, дека имате 1000 мелеки со вас. Немој да се секирате. 1000 мелаики, и Џибрил и Микаил. Сахаби заспаја ова вечер како никогаш. Велите Аллах Желешану го опиши ова нешто. Кога вие заспавте со длабок сон, длабок сон. Велит сахаби, некој од сахаби, ова не од пегамбар, само сахаби, велит верник пред битка спие рахат. Ова од сахаб. Не знам кој сахаб, али веродостојно дека го кажал сахаб. Верник пред битка спие гладко. А мунафик спие пред намаз, односно во намаз. Спие, кога вика тезан, тој спие. Ова знак на нифак. Така го рачунале сахаби. Вели Аллах Желешану, види, што се деси. Се разбудија сахаби, многу од сахаби од овој длабок сон станаа џунуб. Шејтан дојде и му направи фитне. Вие сега војна. Че се биете со куфарче за кините. Во џунуб состојба. Сега се кира. Видите Аллах Желешану, јани кога спиевте добро, кога заспавте длабоко, ва юнеззелу алейкум мине семаи маен лиутахирукум бихи. И ние пративме од небо дожд. Таков дожд заварна пред битка, многу дожд, не виделе таков дожд сахабијани. Заварна дожд за да ве очисти на вас. Се собра многу вода во некој места и ќе може да земе гусул, зедве гусул сите сахабијани. Не само за ова, وَيُذْحِبْ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ. И за да ви избега тој мес, тој допир од шејтанот на вас, за да ви го трби тоа везве се што беше на вас, за да ви очисти на вас. وَلِيَرْبِتُ عَلَى قُلُوبِكُمْ. И за да ви затврсти вашите срца, да видите дека ова е хак, дека ова е вистина, дека помошта од Аллах иде. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. И да ви ги затврсти вашите стопалки. Велет сахаби, кога заварно од овој дожд, кога тивна, пустина на како прашина, што е не се направи како асфалт, како бетон, да може да оде добро, да не клизат во таа пустина. Почна битка. Пред да почне битка, веќе Аллах Желешану го опише тоа. Кога две групи излегве една спрема друга. Пегамбар алейхиссалам прв пат употреби
Друга тактика на војување од што ја знае арапите. Ги нареда во сафој на сахаби. Сафој. Инна Allaha юхиббу аллазина юқатилуна фи сабилихи саффан каеннахум бунјанун марсус. Веќе Аллах ги сака на оние, инна аллазина юқатилуна фи сабилихи. Тие што се борат на Аллаховиот пат. Саффан, во сафови. Што се борат во сафови. Каеннахум бунјанун марсус. Како цврсти бедени. Направи пегамбер сам ги построа исто како во намаз, први две групи на коленици, со стрели во раце. Кога види овој куфар, ни чудно му дојде, што ова тактика. Аллах го опишви тоа нешто и вели, Аллах направи во ваши очи тие да гледат малку. Направи во ваши очи да гледат малку. Види? Ама продолжи таа да вели, Аллах направи во нивни очи вие да гледате малку. Парво. Види? Малку да гледате и вие. Улема вели, зошто? Муфестири, за да имат силен удар парво, во битка. После Аллах продолжи и кажи за ова нешто. Јараунахум мислейхим ру'јал айн. Кога почна битка, вели куфари ги гледае дупло од нив, 2000 му се чини дека се сахаби. Кога почна, пред да почне ги гледае малку. Кога почна битка, мислейхим ру'јал айн. Ги гледае дупло од нив. Не од 300-600, него од 1000-2000 ги гледае на сахаби. Излегва од куфар, прво беше обичајен и двобој да се праќа. Излегва Утбе ибн Рабија, Шейбе ибн Рабија и Валид ибн Утбе. Значи двајца браќа и едниот син беше од Утбе. Валид беше син од Утбе, тројца. Излегва и рекве пуштите тројца на двобој. Излегва тројца енсари. Енсари. Му рекве не сакаме мир, пуштите ни од нашиот народ, од Мекка, мухаџири. Наши пуштите. Пегамбер алейхиссалам му рече: Ja Hamza, kum, stani. Ja Ali, kum. Ja Ubejde ibn Harith, kum. Ubejde ibn Harith беше внук на пегамбер алейхиссалам од Аџа. Овие беа двајца, од два браќа деца. Али исто од два браќа деца, Хамза негов Аџа. Најблиските што беа во групава ке пегамбер алейхиссалам од негово потекло. Се велит, Утбе ибн Рабија излезе на двобој со Убейде ибн Харith. Шейбе со Хамза и Валид со Утбе. Валид ибн Утбе со Али. Али го уби на Валид, Хамза го уби на Шейбе, додека Утбе и Убейде двајцата еден со други се убија. Беше уште малку жив овај. Утбе, дојдве Хамза и Али го довршие, Али падна шехид, Утбе ибн Харith. Ова е внук од Аџа на пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам бидна ова двобој. Пегамбер алейхиссалам почна да му прави термин на сахаби. Умейр ибн Хумама, ради Аллаху ан. Умейр ибн Хумама, ради Аллаху ан. Следеше пегамбер алейхиссалам му рече: Дженнетот е земја колку небеса и земја, и широчина колку небеса и земја. Нема препрека за дженнет денеска за вас освен ова битка. Освен смртта во ова битка. Нема. Рече Бахин. Ова е Умейр ибн Хумама, ради Аллаху ан. Рече, што те натера на тоа? Рече, Расулуллах, овај збор беше како чудење идет, да се чуди, така? Рече, Расулуллах ме натера да го кажа, сакам да бидам од тие. Рече, ти си од тие. Почна да се чуди, Умейр ибн Хумама. Во негова емама имаше неколку урми. Ги зеде урми и почна да јат. Ги стави во рака и рече: само колку е долг овај живот ако ги изедам ја овие урми. Вели, ги фрли овие урми, се пушти во непријатели и падна шејите. Други сахаб дојде, Расулуллах рече: кажи ми, што го насмевнува на Аллах Желешану кога гледа нешто во неговиот роб? На што Аллах Желешану се сметке неговиот роб? Ова е својство од Аллах Желешану, иншаллах некоја ќе учиме од неговите својства. Како Аллах знае како не влегуваме. Реше, на Аллах Желешану го насмевнува ке својот роб кога тој со неговиот маж се впушти во непријатели без панцир.
И рече го извади панцирот, го зеде негов мач и се втурна во непријателја. И падна шехид. Пегамбер алейхи селам почна битка. Вели, зеде Омер, го пренесе тоа, зеде тураб, прашина и фрли во непријателја. Вели, немаше, а на еден да не му појде во негова уста и во негов нос таа прашина. Вели, Аллах Джелешану рече, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. И ти не фарли кога фарли, него Аллах Джелешану е тој што фарли, што однеса таа прашина во нивни носови, во нивни усти. Вели Омер ради Аллаху ани кога фрли ова прашина, кога го рече ова, вели пегамбер сам учеше два ајет. Вели سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Вели тоа ајати би објавени во Мека, Омер ради Аллаху ани не ги разбира. Вели سيهزم الجمع ويولون الدبر, ќе изгуби таа група, ани специјална група ќе изгуби, вели, и ќе ги сврте нивните плеши, ќе се дадат во бег. Продолжи, бели саату мауидухум, и нивниот и судниот ден за ними е последното време. Моментот кога ќе го чекат тие, и тоа време за ними е потешко и погорко од тоа што ќе ги најде тога. И вели тога го разбрав ова ајет, дека за ова група се работа. Вели Али ради Аллаху ан во ова битка пренесли покасно и во секоја една битка, кога битката ќе стигнеше кулминација, најголема ани жарна битка, тога вели ние сите трчавме околу пегамбер алейхи селам, зашто пегамбер алейхи селам беше најхрабриот од сите храбри. Беше број еден до непријателот кога беше најголемата жестина на битката. И ние седевме до близко до пегамбер алейхи селам во овој момент. Ова битка и слегве мелаик. Почна битка, слегве мелаик. Сурака ибн Малик, како кажавме прошлиот пат, односно не Сурака ибн Малик, него персонално Иблис, во фаца, во физиономија на Сурака ибн Малик. Вели Аллах Джелешану го опишви тоа нешто, што кажа Иблис, кога го виде на Џибрил алейхи селам, на Деве, на Камила, како слегуваат со 500 мелаик, Микаел од друга страна со 500 мелаик. Вели Аллах Джелешану, нақаса ала акибейхи, ва кале инни бери'ун минкум инни ера ма ла тарауна инни ахафу Аллаха валлаху шадидул икаб. Вели и се врати шејтан по неговите стопалки. Се врати назад. И тие му рекоа, ја Иблис, ја Сурака, каде одиш? Ќе не знаја кој е, дека Сурака мислеа. Каде одиш? Кале инни бери'ун минкум, јас се оддалечкам од вас денеска. Немам ништо со вас, Ја гледам она вие што не го гледате. Инни ера ма ла тарауна. Ја гледам она што вие не го гледате. Инни ахафу Аллах. Јас се плашам од Аллах. Иблис. Се плашам од Аллах. Валлаху шадидул икаб. Аллах жестоко казнува. Аллах жестоко казнува. И се врати. Првото изгубување на морал беше ова. Сахаби неколку ривајати веродостојни. Тоа што ке пегам на самја Расулулlah, сакав да му е прешам глата на еден, глата летна пред време. Му е прекол мене. Други вели сакаше да ми е пречи мене глата, му летна негова рака, со маш. Вели пегам сам тие се мелаи кои ги мава на куфар. Аллах Джелешану го опишви те. И удрите кулле бенан, секој едно парче нивно, скинете го на мелек, Аллах му даде дозвола. Едина дозвола мелаи прв пат кога дојде во дуња да се борат против некој беше ова битка. Следве и во други битки, ама не се бореа, само во ова битка се бореа. Вели сахаби ги позинавме тие мртви од куфар по нивни траги од таа сабија. Вели каде ние ги пречевме, имаше крв, имаше нешто. Каде беа пречени од мелаик, беше тоа месо изгорено и немаше крв. Запечатено беше тоа месо. Во ова битка беше убиен Фираун на овој удар, Абу Џехел. Фираун го нарече пегамбер сам новај. Пренеси Абдурахман ибн Ауф. Вели дојде две деца околу мене. 14 и 16 години негдека. Едниот ме праша да не го слушни другиот. Кој е Абу Џехел? Значи зошто? Значи тој многу го псил на пегамбер сам. Му покажа рече со прст. Другиот ме трна од друга страна. Кој е Абу Џехел? Зошто? Многу го псил на пегамбер сам. Зборувал лошо на пегамбер сам. Му кажа.
И сега продолжи кисава е кажвит еден од тие. Муад, едниот се викаше Муад ибни Амар ибни Джумух. Ова што е пренесвит кисава. А другиот Муауед ибни Афра. Муауед ибни Афра. Овие две деца. Вели, се впуштив ја Муад, првиот. Се впуштив, го утрив по нога и му е преков негова нога. Падна во земја. И јас и Муауид почнавме да го рушвиме со ножови. Почнавме да го рушвиме со ножови. Со мачови. Мислевме дека е мртов. И од радост избегавме. Дојде Екриме ибн Ебу Џехел, синот Ебу Џехел. Вели, ме стигна мене. Ој Муад ибн Амар. Вели, ме удри по рака, во рамо, и ми е преше цела рака, остана да виси раката на мал дел кожа и мало месо. Остана да виси. Дојдовме ке пегамбер алейхиселам, ја и Муауед. И рековме, ја го убив ја Расулуллах. Други, ја го убив ја Расулуллах. Пегамбер алейхиселам му рече, дали ги избришивте вашите мечеви? Не, да видам. На двата мачеви имаше, как рече, двајцата го убивте. Пегамбер алейхиселам, за да се осигурат, го прати на Абдулла ибн Месуд. Оде види дали умре овај шејтан, Ој Фираун на овај умет. А Муаз пренесвит, едниот Муауиз беше убиен после во ова битка, падна шехид. А Муаз живееше до време на Осман. И вели, како се мачував со другава рака во ова битка, другава рака више остана на кожа и ми сметаше. Ја ставив во земја, ја стиснав со другата нога и откорнав од мене. И продолжи да се бие мене. И живееше до време на Осман, ради Аллаха. Дојде Абдулла ибн Месуд ке овој Фираун. Кога го виде легнат во земја, ама жив, уште. Што е киса Абдулла ибн Месуд, кога учеше сура Рахман во Каба, назад, пред да се прави хиджра. Дојде Ебу Џехел, првиот што го удри на Абдулла ибн Месуд, му го раскрвари негово уше, дури падна негово уше. Се вели, од таа рана по извесен период, падна негово уше. Дојде ке него, види, Фираун, Абдулла ибн Месуд му ја стави негова нога овде, во граби. И му реше, ја Рувајјал Ганем, о ти овчарче едно, Ебу Џехел, види го, умира, му вели, то ти овчарче, си се качил на високо нешто, Немек висок бил тој, Си ги ставил нозите на високо нешто. Вели, Абдулла ибн Месуд му е преков неговата глава. И зедов негова глава и донесав ке пегамбер алейхиселам. И кога виде пегамбер алейхиселам му рече, Аллах, зарем готово јани? Зарем го снема овај муџрим? Рече, ова е Фираун на мојот уммет. Ова е Фираун на мојот уммет. Ебу Џехел. Толку тортури направи на муслимани, толку тортури на пегамбер алейхиселам. Али кога казните Аллах Желешану, казната стигнит. Во ова битка, како кажавме во претходниот дерс, Умејете ибн Халеф. Овој беше газда на Билал ради Аллаху ан во Мекка. Тој што го мачеше, што му стави карпа, што му е кашеа таа карпа, што му стави солј во негови рани. Во ова битка го зароби на него, односно во битка го виде на Абдурахман ибн Ауф. Абдурахман ибн Ауф и ова има добра веза во џахилија. Пегамбер алейхиселам на почеток на битка му рече, секој што ќе го убие на некој мој да ги земат неговите ствари за ганиме, за ратен плен. Абдурахман ибн Ауф имаше убиено неколку, имаше неколку штитови и мачови. Кога го виде Умеј ибн Халеф му рече, ја Абдурахман, остави ги тие, земај ме мене како заробеник, ќе ти платам многу пари за моје ослободување. Ќе ти дам многу камили. Абдурахман ибн Ауф ги фарли овие камили, овие штитови, овие мачови. Го зеде на Умеја. Кога го виде Билал, ради Аллаху, го виде Умеја ибн Халеф со Абдурахман ибн Ауф. Замисли што му правеше. Му го даде на деца во Мека врдзани, за негови нозе со јаже и го влече по цели улици во Мека. Тој во земја, на 50 степени. Во пустина, без вода, со карпа на негов стомак. Кога го виде и се викна во голем глас, вели сите што бе околу него слушнаа. Ла неџауту им неџа.
Не се спасив ја, ако тој се спаси. Абдурахман ибн Ауф му рече, остави го ја Билал, тој е мој заробеник. Ла неджауту ин неджа. Умејја ибн Халед, раксул куфар, главата на сите куфар. Се собрае, вели одма сахаби. Абдурахман ибн Ауф му рече на Умејја, не може да ти правам бега, рече. Го пушти, тој беше тешк, не можеше да трча. Вели, падна во земја, Абдурахман ибн Ауф да го штити, падна на негојани. Дојде Билал од позади негојани, помеѓу него Абдурахман ибн Ауф го руши и го убија. Абдурахман ибн Ауф вели, добив една рана во таа нешта, во моја нога. После извесен период, вели Абдурахман ибн Ауф, рекол, ја Билал, ме остави и без штитови и без камилјани. Требаше да земам камили од овој го уби, штитовите ги фарлив, ги седе други некојани. 70, се велите, ани 70 дени и 70, падна е мртви, од куфар, како кажавме 12 од сахаби, 70 заробени, Пегамбер алейхиссалам 3 дена седеше во Бедер, после ова. Тие избегаа што избегаа, 70 мртви, 70 заробени, Пегамбер алейхиссалам седа 3 дена во Мекка, во Бедер, пушти со негова камила некој да обавестет во Медина дека победија. Тие мунафикун кога видеа камила на Пегамбер алейхиссалам рекоа го убија Мухаммад, се рашири во Медина го убија Мухаммад. Тие кажаа дека победивме, овие не веруваа. Пегамбер алейхиссалам после 3 дена нареди да се фрле сите тие тела во еден бунар. Ова го кажаме во пред неколку дерсови. Ривајат во Муслим. Ги фарли сите овие 70 во еден бунар. Дојде до овој бунар, беше блиску до него Омер. И му рече, ја Филан, ја Утбете и Мирабија, ја Шейбете, ги спомна сите 70 со име. Дали ви го даде она што ви го вети вашиот господар? А мене ми го даде она што ми го вети мојот господар. И Омер му рече, Расулуллах, како му збориш, тие се лешеви, рече, тие ме слушаат исто како ме слушаш и ти мене. Исто, никаква разлика. Пегамбер алейхиссалам се врати во Медина, со овие 70. Што да се прави со заробеници, седна е да прешура сахаби. Пегамбер алейхиссалам праша што да праве. Ебу Бекир рече да се секој еден што има богатство да го откупи на тој што е заробен негова фамилија. Омер рече секој еден што има роднина овде да го убие секој свој роднина. Секој роднината свој што го има најблизок да го убие. Зошто ако не фатија тие ќе не убија на нас. Пегамбер алейхиссалам одлучи секој еден што има богатство да го откупи, кој нема богатство да научи 10 муслимани ако знаат некое писмо и кој нема ништо ги ослободи Пегамбер алейхиссалам. Другиот ден дојде Омер радијаллаху анху ке Пегамбер алейхиссалам ги најде со Ебу Бекир како плаче. И Ебу Бекир и Пегамбер алейхиссалам. Плаче. Зошто се објави еден ајат? Вет Аллах џеле шану му рече на Пегамбер алейхиссалам: "Ма кане ли набиин ан јакуна лаху асра." Не е дозволено на еден пегамбер да има заробеници. Хатта јухнизе фил арди туриду араде дуња валлаху юриду лахира валлаху азизун хаким. Значи не е дозволено на еден пегамбер да имат заробеници, се додека не завладеат во целата земја. Вие сакате нешто од ова дуња, а Аллах џеле шану сака ахирет. Аллах е силен и знанец. Поради овој прекор што го доби Пегамбер алейхиссалам, плачеше со Ебу Бекир и Омер почна да плаче со нив. И рече Пегамбер алейхиссалам: "Ја Омер, ако дојдеше казна од Аллах џеле шану за оваа наша одлука, се надевам дека само ти немаше да бидеш казнет поради твоето мислење." Пегамбер алейхиссалам кога се врати во Медина, првото влекување во Медина, Осман радијаллаху анху негов зет беше оставен во Медина поради што негова жена, ќерка на Пегамбер алейхиссалам, Рукаја, беше болна. Во истиот ден таа се пресели во Ахирет. Кога доаѓаше Пегамбер алейхиссалам, завршува со нејзин гроб. Овој ден на радост Пегамбер алейхиссалам беше во тага во овој момент. Се пренеси дека ќе Куреиш пратија Ебу Суфјан, не овој Ебу Суфјан ел Харб, други Ебу Суфјан, да пренеси во Мека што се деси. Кога дојде во Мека, Ебу Рафија, еден из Мекчија кој беше ке Аббас, аџу на Пегамбер алейхиссалам работеше ке него, беше вели бев до Земзем, не пренесли вество. Бев до блиску до Земзем, правев садови од глина. Дојде ова Ебу Суфјан да пренеси што се случи. И почна во ова време беше Ебу Лехеб, зашто Ебу Лехеб не беше во Харб, во војна, се беше во Мекка.
беше овдека и почна да му пренесви нему, рече, почна битка, почна да слегува некој од куфар и од муслимани ги гледаја на Мелаик. И од куфар ги гледаја. Вели почна да слегуваат нешта од небо, на којни, на камили, вели ти ние ги гледавме и не убија, вели со тешко убивање. И вели тоа е Рафија, слуга на Аббас, мажа на пегамбер Иса, вели тие се Мелаик, викна вели на глас, тие се Мелаик. И дојде вели Абу Лехеб и ми е залепи на мене. Жена на Аббас беше во овој момент овде имаше еден стап и го удри на Абу Лехеб во глава, го удри во глава. После 7 дена од ова доби болест. Абу Лехеб, што не смеше никој да се доближи до него заразна болест и мирисеше многу негово тело. Умре во негова куќа 3 дена, никој не влезе во негова куќа. Го потераа негов син и некој го извадија со стапови од негова куќа, го однесаа до едно место и му направија така гроб од камења, не во земја, него згора на земја, само со камења го покријале. Абу Лехеб бака завршија. Дојде еден ден Џибрил алейхиссалам ке пегамбер салам. Му рече ја Расулуллах, кој вие ги сметате за најдобри луѓе ке вас? Највозвишени. Му рече, ја Џибрил, ние најголема чест име ке нас, тие што беа присутни на битка на Бедр. Тие име највисок степен ке нас. Вели Џибрил алейхиссалам, и ке нас исто така, помеѓу мелаик, највозвишени мелаик, најголема чест име тие што беа тие 1000 мелеки во битка на Бедр. И ке Аллах Желешану име највисок степен ове мелаик. Умер ибн Уахб го убија негов син во битка на Бедр. Сафван ибн Умер, управо Сафван ибн Умер го убија негов син, а Умер ибн Уахб негов син беше заробен. И му рече, ја имам многу борџови, имам ова, иначе можам да одам и да го убијам на Мухаммед. Умер ибн Уахб. Рече Сафван, ова се деси во ноќе до Кјаба. И му рече, одај ти ја ќе ги отплатам твои борџови ако те убијат, само те убио на Мухаммед. Дојде тој со негов мач го направи со отров. Кога влезе во Медина, Омер радијаллаху анху го виде оддалеко, безбедување, го виде оддалеко и рече, ова е Умер ибн Уахб не дошол со добро, ова е дојден за лошо. Рече, што бараш? Рече, мој син ке вас е заробен. Рече, сакам да го откупам. Однесете ме ке Мухаммед салаллаху алейхи ва салем. Однесе ке пегамбер алейхи му рече на сахаби, вардете го, немам никаква доверба во овај. Никаква доверба немам во овај. Пегамбер алейхи му рече, остави го. Рече, ја Умер ибн Уахб, дали рече ти и Сафван го скројавте овој план, рече? Дали ти му рече вака да, дали тој ти рече вака да? Рече, ова никој не слушна, само ние двајца бевме во Кјаба, ова те извести Раббул алемин тебе. Прима ислам, се врати во Мекка и повикуваше јавно во Мекка ислам, сам. Умер ибн Уахб. Рече, ја пред ислам, мојот јазик беше најлошиот јазик за ислам, а денеска ќе види најдобриот јазик за ислам и повикуваше во Мекка и себе него многу прима ислам. Ова е таа една пресудна битка што се деси во ислам, битка помеѓу хак и батил, помеѓу вистина и невистина, помеѓу иман и куфар, овдека се раздели вистина од невистина. Иншаллах, Аллах Желешан да даде разбирање од овие неколку зборови од ова сира на ова голема битка во ислам. Субханека Аллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. بسم الله الرحمن الرحيم